Почитуван господин председателе, почитуван врховен командант на Вооружените сили на Република Македонија, почитуван министер, ценети пратеници, директори, почитувани граѓани, драги пријатели, добар ден! Огромна чест и задоволство е што денес имам прилика да се обратам на овој предизборен собир. Пред една година на локалните избори изборивме победа каква што досега не се случила во нашата општина. На овие избори сплотени како никогаш досега, помоćни од кога и да е, не само што ќе победиме, туку гласно ќе кажеме дека во Македонија повеќе нема место за расипничка политика. На овие избори мораме да ја покажеме нашата зрелост, нашата независност и нашата самостојност. Почитувани пријатели, господинот Ѓорѓе Иванов во текот на својот мандат никогаш не ја изневери својата држава, никогаш не го изневери граѓанството. Напротив, секаде бевме достојно представени. Тој на нашата држава и ги отвори вратите за кои оние од минатото не ни знаеле дека постојат. Македонската дипломатија ја прошири речиси на сите континенти, а светот почна да прашува каде е Македонија. Јас знам дека господинот Иванов води во битката за председател, но она што и треба на нашата држава, она што е неопходно на Македонија, овој пат треба да им каже на штетниците доста е. Доста ни од вас. Доста ни од вас, доста ни од сопките, доста ни од надворешните инструктори. Македонија има своја политика, а има и луѓе кои работат за колективните наместо за личните интереси. Јас би сакал во моментот да се замислите од изборот што го имаме за овие избори, која е понудата. На едната страна човекот кој успешно ја водеше Македонија во последните 5 години, а на другата оној кој само со председателствувањето со Државната изборна комисија легитимираше изборен фалсификат со кој за председател беше избран неговиот шеф Црвенковски. Заедно со тој Црвенковски потоа, заради обстојување на нивната коалиција, на Македонија и наметна нова територијална поделба. Тогаш Струга, Кичево, Маврово, Скопје и Чашка станаа албански двојазични општини. Тој човек, почитувани пријатели, ја осакати, ја оназади нашата Македонија, а нам не ни е во план судбината на нашата држава повторно да ја оставиме во негови раце. Од овој собир сакам да го прашаме само едно. Одговорите советниче Пендаровски на граѓаните, на овие граѓани во Ново село, зошто критичниот ден не патувавте со авионот за Мостар? Зошто тогаш со председателот Борис Трајковски не се качивте во авионот? Зошто одеднаш го откажавте патувањето? Тоа ваше откажување кај нас буди сомнеш. Граѓаните на Република Македонија не веруваат во сомнителни луѓе. До првиот председателски круг има уште неполни 2 недели. Јас ве повикувам во меѓувреме сите да се вклучите во пишувањето на овој дел од историјата кога Македонија конечно се реши од предавниците во собствените редови. Соберете ги роднините, разговарајте со вашите пријатели, вие објаснете им зошто Иванов треба да биде нивниот избор. Во срцата на нашите граѓани и во нивната памет секогаш преовладува честноста, секогаш жари патриотизмот и кај сите гори желбата за просперитетна Македонија. Драги пријатели, по овие неколку предизборни недели
додека Пендаровски и СДСМ работат на еластичноста на кичмите на нивното членство, ВМРО ДПМН со своите граѓани со крената глава чекори кон нова победа. И тоа победа каква што досега не се случила во општина Ново Село и во целата Република Македонија. Нашата општина на 13 април го заокружила бројот 1 и го потврдува своето место меѓу победниците. Државата пред се, Македонија пред се. Ви благодарам. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија. Да живее